Добра вечер ви посакувам во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Продолжуваат протестите на сточарите од Тромеѓа. Национална стратегија за правата на лицата со попреченост. Младите социјалдемократи задоволни од владините мерки. Продолжуваат протестите на сточарите од Тромеѓа. Утринава револтот од најавеното уништување на свињите го изразија на регионалниот пат Куманово Свети Николе. Велат ќе продолжиме со блокади се додека не ги слушнат нашите барања. Нема да дозволиме да се уништуваат здрави свињи. Сточарите од Кумановско Тромеѓа трет ден поред продолжуваат со едночасовен протест, револтирани од најавеното уништување на свињите поради африканската чума. Тие го блокираа регионалниот пат Куманово Свети Николе. Според нив во селото во кое што се одгледуваат околу 1000 свињи не е регистрирано присуство на болеста. Немаа добиено ниту решенија за позитивни животни. Добиле сознанија дека треба да започне уништувањето. Сака да не ги ништат и здрави свињи. А ми од тоа живиме и зашто да ги ништат здрави свињи кога ми од тоа екзистираме. А не сме против ако е некој заболен, ако почне да се шири болеста и ми сме сами свесни дека треба да се спречуи. Али ако не се шири нешто тај болест, зашто да ги ништи и здрави свињите? Тој сме револтирани, а никој не доаѓа, ни на представници јавува, никој е само од општина тој Даниел што дојде и тој нешто да не информира и тој не е запознаен целосно. И пројде свињокодство, ама имаме маторици што чуваме, спрасни свињи, прасиња за опстанак. Лако е да ги убиева, после тешко да ги обновиме. Кој ќе ни ги надокнади тие свињи? Да ни донесе после да ги плаќаме по например 300 денара да увозиме свињу да плаќаме. Зошто? Па за сега нема ветеринари, викав дека и мало се појавило една некоја си тамо и уништено. Ко не се шири, наши свињи не се пуштени, да се разбереме. Нема дивеч, нема шума околу нашето село и нема ништо. И се во кочини прописно затворени. У едно место, значи у еден двор, ако се појави тај болест и у реду. Да се све санира, да се изчисти, тие лешови да се изнесе, да се затрпа. И да нема, да се дезинфекцира простор. А друг дека се појавлja у други дворови, те такој да се чисти и да се санира. Додека они не отступив да не собира здраву стоку, што е болна стока, сами сме свесни и ќе го санирав. Значи, тоа е нормално, да не се шири болест. А додек, овако е, ни ми не отступамо додека они не кажев не, дек нема да собира. Сви села Кумановски уништива свиње. И овде да уништив, ми откуде после ќе купимо да зачуваме кога ќе дозволив. Кога ќе дозволив, откуде да купимо да чуваме. Плаќамо по 50 евра джак ѓубре. Да произведеме неку канту жито, да ги ранимо тие свиња и да продадеме неку свињу па да платимо ѓубре. А сега откуде ќеме ако ги уништим девојче свињете, ми смо и готово, капитулирamo, плюс има млади дечки, син ми не работи нигде, снаа ми не работи, внучиња 2, ја 10.000 пензија, што ќе направо, кажи ми? Не може да обстанемо, ја не сам ни против ветеринара, тие ветеринари зима плату од нас, полицајци зима плату од нас, све се работи тој како што требе, па мислех што да правимо, немамо друг одбрану, друг начин, немамо, искочиле сме овде трет ден денеска. Жителите бараат средба со представниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Агенцијата за храна и ветеринарство. Посочуваат и дека во кланица, која што се наоѓа во нивна близина, се носат трупови свињи. Докарани се 2 авта со приколки големи, со трупови свињи. И ги нафрла пред за мерење пред вагата, ги нафрлаа тука. И нас не остават на улица. Јас сум без работа. Немам динар за лепче. Ме отпуштија све. Ја мислам дека трупови беа, нема да квичат, само приде колата, се паркираше, дојде еден напретено назад, гледат и ги нафрла и си отиде замина човекот.
Во Кумановско првиот случај на африканска чума беше регистриран на почетокот на октомври. Уништување на свињите не дозволија ниту жителите на Љуботра, Куминдол, Новосело и Речица. На протестот присуствуваше директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски, кој истакна дека ги разбира револтираните жители кои не дозволуваат да се уништуваат нивните свињи. Нагласи дека улогата на предпријатието е само техничка поддршка на службите, не уништување или насоки каде тоа треба да се врши. Им ја објаснив улогата на јавното предпријатие Чистота кој е, значи во рамки на кризниот штаб по носење на одлука од страна на државен санитарен инспекторат за уништување на свињите поради појава на болест, јавното предпријатие Чистота и зеленило беше задолжено за транспорт и закоп на самите свињи и значи ниту јавното предпријатие, сакам да ја известам јавноста, носи одлука за ништење на свињите, нити јавното предпријатие врши ништење и уништување на свињите, туку вршиме исклучително само транспорт и техничка помош на надлежните државни институции. Се надевам дека представниците надлежни од страна на државен санитарен инспекторат ќе дојдат, ќе се појават во текот на денешниот ден, ќе поразговараат со граѓаните на село Тромеѓа и се надевам дека во текот на денот ќе се изнајде решение за овој проблем со кој што се соочени самите жители. Од Агенцијата за храна и ветеринарство трет ден нема одговор за медиумите. Почна асфалтирање на улицата Трајко Јовановски, кмет познат како Шумски пат, во населбата Бедиње, соопштија денеска надлежните од Оделението за комунални дејности. Улицата целосно ќе се реконструира, ќе се гребе асфалт и ќе се постави нов. Вкупно улицата е во должина од 950 метри, а асфалт ќе биде поставен на 3850 метри. За оваа намена од општинскиот буџет одвоени се 2,7 милиони денари. На тендерот избрана е фирмата Кооп Инженеринг од Куманово. Од Оделението за комунални дејности информираа дека денеска почнува реконструкција на водоводна мрежа на улицата Веселин Вујовски, а од утре почнува асфалтирање на Сава Ковачевиќ кај ургентен центар и Титова Митровачка во населбата Гоце Делчев. Се подготвува новата национална стратегија за правата на лицата со попреченост. Првпат во работните групи вклучени се и представници на невладини здруженија кои што се залагаат за подобрување на правата на оваа категорија на граѓани. Пристапност до институциите и училиштата, обука за наставниот кадар за работа со ученици со попреченост, но и вработување по квотен систем е само дел од она што го предлагаат здруженијата, информира Благица Димитровска, председателка на здруженијето Инклузива. Невладини здруженија кои што ги застапуваат правата на лицата со попреченост првпат преку работни групи се вклучени во подготовките на Националната стратегија 2023-2030 година. На централното одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост пред присутните представници на институциите, невладините организации и лицата со попреченост беше представена драфт верзијата на повеќегодишната стратегија, информира Благица Димитровска од Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива. Оваа практика треба да се почитува и понатаму, да се повикуваат сите оние што работат директно со лицата и со податоците од терен да влегуваат во идните стратегии, но и на локално ниво оваа практика треба да продолжи, за да можеме да имаме навистина документи кои ќе ги исполнуваат критериумите и стандардите кои се пропишани во меѓународните документи што ги ратификувала нашата држава. Досега беше пракса да подготвуваат експерти кои никогаш не стапиле во контакт со оваа категорија на луѓе или многу мал круг на луѓе познаваат, не беа повикувани оние што теренски работат, што директна работа што допринесуваат за оваа категорија. Начинот на одбележување беше достоинствен, без некои церемонии каде што лицата со попреченост ќе се гледаат како луѓе кои немаат способности, туку напротив, заедно со институциите ја слушнавме драфт верзијата и во идниот период ќе имаме можност да даваме дополнувања на она што го слушнавме, за да се комплетира овој документ.
Пристапност на институциите и училиштата, обученост на наставниот кадар за работа со лицата со попреченост, но и вработување по квотен систем е она што го бараат невладините здруженија за подобрување на севкупните услови за оваа категорија на граѓани. Најгорливото прашање во сите сегменти во кои учествувавме е непристапноста на објектите и на институциите. Побаравме сите објекти да бидат пристапни затоа што тоа е и законска обврска според законот за градба, но не се почитува. Не може едно образование да биде инклузивно ако нема пристап и ако нема внатре пристапност и соодветни услови и на горните катови учениците со попреченост да бидат прифатени и да имаат можност да влезат. Тоа се случува во секој сегмент на правата на лицата со попреченост и најгорлив проблем. Треба да се работи на таа проблематика. Исто така во училиштата соодветен кадар треба да е обучен, почнувајќи од наставниците, но и сите други. Гледаме дека има образовни асистенти кои се вклучени 2 години, кои се веќе вработени во образованието, но образовниот асистент не треба да биде клучниот човек. Тука клучниот човек во училницата е наставникот. А ние започнавме со низ цела држава да подготвуваме пристапна средина во внатрешноста, односно сензорните соби, но треба во секој училиште да има и спрема потребите на учениците да се оформуваат алатки кои ќе им помогнат понатаму да ги совладуваат програмите. Ако децата се образувани, понатаму ќе имаат можност до вработување, а во делот на вработување се подготвува нов закон, што мислам дека ќе има квотен систем, каде што ќе имаат должност сите компании со определен број на работници да имаат определен број на лица со попреченост, што е нешто позитивно по нас. Според Димитровска, досегашната практика покажува дека сите национални документи, стратегии и законската рамка што се однесуваат на лицата со попреченост се во ред, но не се исполнуваат во целост. Она што го очекуваат невладините здруженија во иднина е целосна имплементација на националната стратегија за правата на лицата со попреченост 2023-2030. Оваа година К15 треба да биде 12.740 денари и мора да се исплати до крајот на месецов. Казните за фирмите се високи. Законот за работни односи предвидува право на регрес за годишен одмор за сите вработени лица кои имаат остварено најмалку 6 месеци непрекинат работен стаж кај работодавачот во тековната година, без разлика дали вработениот е пријавен во компанијата на неопределено или определено време. Регресот за годишен одмор е поврзан со правото на користење на годишен одмор на работникот. Доколку работникот е пријавен на половина работно време, односно на 20 часа неделно, му следуваат најмалку 10 работни дена годишен одмор и исплата на половина износ од утврдениот регрес. Во случај кога работникот е пријавен на цело работно време, односно 40 часа неделно, му следуваат најмалку 20 работни дена годишен одмор, односно најмногу 26 работни дена и исплата на целиот износ за регрес. Регресот за годишен одмор се исплаќа до крајот на работната година, односно на 31 декември, а неговиот минимален износ треба да изнесува најмалку 40% од просечната нето плата по вработен исплатена во последните 3 месеци. Оваа година таа сума треба да биде 12.740 денари. За работодавците кои нема да им исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени, законот предвидува казна до 4.000 евра, од кои 2 до 3.000 евра за компанијата и од 500 до 1.000 евра за одговорното лице во неа. Младите социјалдемократи од Куманово се задоволни од владините мерки и проекти кои што се однесуваат на младите. Субвенциониран студентски оброк, редовна исплата на стипендиите, реновирање на студентските домови се само дел од она што го презема владата за подобрување на студентскиот стандард, велат младите социјалдемократи од Куманово.
Исплата на субвенциониран студентски оброк, редовна исплата на стипендиите и најавеното зголемување, подобрување на условите во студентските домови како и младинска гаранција, се дел од мерките и проектите на владата со кои што се опфатени младите во нашата држава, рече на денешната пресконференција Драгана Куцевска, претседател на Социјалдемократската младина на Македонија од Куманово. И оваа учебна година продолжи исплатата на субвенционираниот студентски оброк, мерка која до пред некоја година воопшто и не постоеше. Во следните неколку денови на сметката на студентите ќе легнат финансиски средства за месеците септември, октомври, ноември и декември. Во тековната 2022 година продолжи редовната исплата на стипендиите за студенти од државни и приватни факултети, кои во следната година ќе бидат покачени. Подобрувањето на студентскиот стандард оди паралелно со создавање достоинствени услови во студентските домови. Не треба да заборавиме на катастрофалните услови во кои ги затекнавме домовите во 2017 година. Во меѓувреме, студентскиот дом Гоце Делчев е целосно реновиран, а во тек е реновирање на Кузман Јосифовски. Следната година нов лик ќе добијат и студентските домови Пелагонија и Стив Наумов. Со цел да им помогне на младите околу наоѓање пракса или работа после завршување на нивното школување, воведена е младинската гаранција. Според кумановските млади социјалдемократи, исклучително важна е и поддршката која што владата им ја дава на младите луѓе кои што се занимаваат со земјоделство. За таа цел, висината на неповратните средства за млад земјоделец до 29 години зголемена е од 10 на 20.000 евра, потенцира Коцевска. Во петок со почеток во 19 часот во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев ќе биде отворена биеналната изложба на цртежи Скици 2022. На изложбата зедоа учество 14 академски ликовни уметници. Осмото издание на биеналната изложба на цртежи Скици 2022, кој што е проект на установата, представува континуиран напор за реализација на идејата. Цртежот како ликовна дисциплина и понатаму да биде актуализиран и промовиран пред пошироката публика и ликовната критика. Можноста за вклучување на повеќе категории на ликовни уметници, сликари, графичари, скулптори, како и слободата во изборот на техниката и темата, понуди разновидни, инвентивни цртачки решенија, базирани пред се на индивидуални афинитети и изразни можности. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 21 декември. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија кои ги подготви Елена Георгиевска. Мора час поскоро секој од нас да направи максимум со своето делување да се стави крај на криминалот и на корупцијата во државата од секој можен аспект, да се создаде систем што ефикасно и брзо ќе одговори. Ова е пораката од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на новинарите кои побараа одговор за критиките упатени од американската амбасадорка Анџела Агелар во однос на корупцијата во земјава и фактот што САД испраќа тим за санкции во Македонија. Секој од нас треба да има загриженост за тоа што практично ни се случува во државата. Истакна Спасовски и додаде дека ги поддржува апсолутно сето она што беше изнесено од страна на амбасадорот на САД, но и од други релевантни фактори. Продолжува процесот на изработка на нови учебници и наставни материјали за учениците од основното образование, кое се реформира согласно средорочен акцијски план на Министерството за образование и наука и другите надлежни институции засегнати страни. Информираме дека е објавен повик за автори за поднесување предлог учебници за наставните предмети во трето оделение за учебната 2023-2024 година, за кои Бирото за развој на образованието веќе изготви нови наставни програми. Повикот се објавува порано од досегашната вообичаена практика за да се обезбеди сигурност дека постапката за одобрување на учебниците за трето оделение по македонски, албански, турски, српски и босански јазик, како и по математика, природни науки и општество, ќе заврши пред почетокот на учебната година следниот септември. Право на учество на конкурсот имаат сите автори кои ги исполнуваат условите пропишани со членот 10 од Законот за учебници и основно и средно образование. При тоа на конкурсот може да учествува автор на учебник само за еден ракопис, за учебник за еден наставен предмет и истиот треба да биде изработен според наставниот план и програма за соодветното оделение и согласно концепцијата за учебник за основно и средно образование. Крајниот рок за доставување на ракописите за учебници е 13 февруари идната година.
Закана за поставена бомба утрово пристигнала на мејлот во Генералната дирекција на Народната банка на Македонија. Евакуирани се вработените од повеќето финансиски институции сместени во овој објект во Скопје. Ова е прва закана со бомба во јавни институции по неколку неделни закани со бомби во училиштата. Министерството за внатрешни работи ја извести јавноста дека се направени сите потребни проверки во врска со денешните пријави од училиштата во Скопје и Народната банка, кои добиле пораки на електронската адреса со закана за поставена експлозивна направа и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Веднаш по добиените пријави од полициските службеници се преземени мерки за безбедно евакуирање на објектите, а при тоа се извршени детални проверки од тимови за антитерористички проверки и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Инфлацијата и трошоците за живот во ноември пораснале за 19,5%, објави државната статистика. Најголемо поскапување има кај храната и тоа за 29%. Според податоците на Државниот завод за статистика, лебот и житариците поскапеле за 30%, месото за 40,5%, а млекото, сирењето и јајцата за 38,3%. Поскапување се бележи кај сите прехранбени производи. Поскапување од 3,1% се бележи и кај облеката и обувките, а за 19,5% поскапено е домувањето и сметките за вода, струја, газ и други горива. Кај транспортот пак статистиката бележи пораст на цените од 15,3%. Бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 од полноќ поевтинуваат за 2 денари по литар, а малопродажните цени на евродизелот, екстра лесното масло за домаќинство и на мазутот не се менуваат. Новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 81 денар за литар, а Евросупер БС98 ќе чини 83,50 денари. Литар евродизел и понатаму ќе се продава по цена од 84,50 денари, екстра лесното за домаќинство е со цена од 81,50 денари, а килограм мазут е по цена од 42 денари. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 11 степен, а минималната беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 7 до 11 степени Целзиусови. Ви благодариме за укажаната доверба. Останете и понатаму со нашата програма.